Адвокатската комора му одговори на државниот обвинител Љупчо Коцевски, откако и официјално го доби дописот од него. Тврди дека со јавните настапи на адвокатите кои се дел од одбраната во обвинението за несреќата во кочанската дискотека Пулс, никому не му е нарушен угледот, а најмалку на судот. Комората уште реагира дека никој од адвокатите нема за цел да ја одолговлекува постапката и дека Коцевски директно се меша во нивната работа. Адвокатите со ништо не го нарушиле угледот на судот, согласно Уставот, законите, одлуките на Европскиот суд за човекови права, како и Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на професијата адвокат. Истите имаат право и должност на слободно изразување, односно да изнесуваат правни мислења, критички осврти или коментари поврзани со постапки од јавен интерес. Исто така, согласно горе цитираните домашни и меѓународни акти, адвокатите имаат право да ја информираат јавноста за прашања поврзани со случаите на нивните клиенти. Претходно преку допис Коцевски оцени дека местото за соочување на доказите е судницата. Потсети дека адвокатите се должни да го чуваат угледот и побара истите тие да не го злоупотребуваат предметот за пожарот во Пулс. Инаку адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска, која беше директно спомената во писмото на Коцевски, реагираше преку социјалните мрежи, оценувајќи дека тоа представува директен притисок врз слободата на говорот и професионалната независност на адвокатите. Согласно принципите на тајноста на истражната постапка, адвокатите во ниту еден момент не можеа, а и не преземаа било какви действија за спречување, односно одолговлекување на овој дел од кривичната постапка. Јавното обвинителство не е суд, туку странка во постапката. Па оттаму, наводите во дописот ги сметаме за директно мешање во работата на адвокатите, повредувајќи ја независноста на адвокатската дејност. За пожарот кој се случи на 16 март годинава, обвинети се 34 луѓе и 3 фирми. Се гонат за тешки дела против општата сигурност. Пред 10 дена кривичен го одобри обвинението. Во пожарот во дискотеката загинаа 62 лица, а над 200 беа повредени.